Добар ден, криптоентузијасти. Денеска го имаме следното, односно второ видео во нашата Altcoin недела, каде што ќе разговараме за коинот, односно токенот Morpho. Ова е интересен lending and borrowing протокол, за кој што ќе направиме целосно истражување, како што знаете и сами, но пред тоа само на кратко, значи мала напомена, со мала промена на планот, значи наместо четврток видеото за Morpho го добивате во петок. Видеото Core ќе биде пренесено во следната недела, остатокот од овој распоред нормално останува ист, со тоа што следната недела, како што гледате, првото видео ќе биде и последно од оваа Altcoin недела, тоа е Core, и продолжуваме со содржини кои што може да ги најдете на нашите социјални мрежи. Не заборавајте, специјалното неделно видео ќе биде многу интересно, ќе разговараме за начинот на кој што Мурика се обидува да го девалвира својот долг преку стейблкоините и Genius актот. Верувајте ми, ќе биде многу интересно видео, со тоа што како ги правиме начинали овие Altcoin истражувања. Ова е плейлиста која што веќе има 107 видеа заедно со претходното, односно првото видео во оваа Altcoin недела. Нормално прво што правиме е даваме на нашата заедница да ни каже кои проекти потенцијално би сакале да ги обработиме од оваа листа на луѓе кои што веќе ни дадоа предлози за проекти. Веќе избравме 4 проекти кои што веруваме дека се најпотенцијални и истите ги ставивме во форма на блок за гласање за тоа во кој редослед да ги обработиме според вашите гласови нормално, со тоа што ги избравме XYO Network, Bloom, Flare и Jupiter како коини кои што ќе бидат следни обработени на нашиот канал. Со тоа што не заборавајте, пред да дојдат овие на ред, ден веќе го завршивме, Morpho денеска го добивате тоа видео. Во недела ќе го добиете видеото за P-Network, затоа го ставивме за недела, знаеме дека има многу голем интерес. Следниот вторник Core, а потоа продолжуваме со уште 3 коини кои што треба да бидат обработени пред да почнеме со обработка на новиот блок, а тоа е Ethena, Basic Attention Token BAT, или тоа е токенот на Brave браузерот, и WorldCoin, или пак би рекол еден доста шпекулативен и па би рекол и битен коин кога станува збор за неговиот креатор, кој што е во исто време и Сем Олтман, најголемиот би рекол ентитет во AI индустријата. Сега, тоа е во однос со тоа кои коини ќе ги работиме, значи многу едноставно, секогаш даваме ваков тип на блок, на пост во кој што оставаме вие да ни предложите кои коини, ги избираме оние кои што според нас се најпотенцијални, нормално вие гласате во кој редослед и потоа истите ги обработуваме и ваквите видеа можете да ги најдете на нашата плейлиста за алткоини, како што веќе кажавме, 106, односно 107 коини, односно токени обработени на македонски јазик со цел македонците да можат да погледнат се што треба да знаат во основа за овие проекти, пред да одлучат дали понатаму би сакале да одлучуваат, мислам да истражуваат и инвестираат во овие коини. Како ја правиме анализата? Значи, ова е наша домашна, би рекол, развиена анализа со 6 блокови на прашање во кои што имаме оприлика застапеност на секој еден дел кој што треба да биде познат за еден проект, со цел да имаме целосна слика за проектот и да имаме основни познавања што се треба да знаеме за истиот. Така да во текот на овој видео ќе одговориме сите групи на прашања. Под мојата профилна слика имате така речено блок во кој што точно може да видите за кој дел од самиот коин, односно токен зборуваме, односно кои од овие прашања како групи. А со тоа немој да очекувате дека ќе бидат обработени по ред, затоа што на крајот секој од овие проекти е доста различен, така да мораме да скокаме од група на прашања во група на прашања кога имаме конкретни информации за истите. Така да првото, како и секогаш, почнуваме од првата точка, а тоа е апликација и практична примена на коинот, односно за што се користи. Односно, една од главните цели кои што секогаш се обидуваме да утврдиме за овие проекти е поради што постојат. Каков тип на проекти се обидуваат тоест проблеми се обидуваат да решат, што е тоа што на некој начин ги прави уникатни на пазарот и зошто луѓето би инвестирале во нив. Од друга страна, нормално, во однос на првото прашање секогаш гледаме дали има други проекти кои што се нивна конкуренција, кои што го решаваат истиот овој проблем и дали има апликации од реалниот свет кои што исто така го решаваат овој проблем. Сега, конкретно околу самиот Morpho, станува збор за проект кој што е дел од lending, borrowing, како што може да видите категоријата, каде што знаеме дека апсолутен цар е никој друг, ако не самиот Aave. Значи, истиот спаѓа и во DeFi, но знаеме дека главниот дел каде што спаѓа е lending and borrowing. Aave понатаму има моментално
можеме да видиме скоро 8 пати поголем маркет кап од самиот Morpho. Но тоа не го менува фактот дека Morpho е многу нов проект и ААВ кој што е стар повеќе од 2 циклуси, гледаме дека му се приближува, значи иако е доста поголем маркет капот, значи Morpho е само околу помалку од 1 година на пазарот, што дава доста, би рекол, интересни, уникатни резултати за тоа каде се наоѓа. Сега, гледаме и други проекти со тоа што ова е stablecoin, нормално нема да го земеме превид, Pendle, кој што е lending borrowing, но повеќе во real world asset токенизацијата, што значи дека единствениот моментално конкурент на Morpho во оваа категорија е ААВ. Ако се сеќавате, во претходните циклуси Compound беше исто така во топ 2-3 проекти, што значи дека во претходниот циклус скоро и да не постојат други компетитори, освен нормално ААВ, кој што можеме да видиме дека е очигледно главен во овој сектор. Како и да е, значи неговиот раст е доста битен и доста значителен и затоа неговата функција очигледно како дел од, би рекол, овој сектор е доста голема. Пак ќе кажам, значи буквално за помалку од 1 година да станете вториот најголем lending borrowing протокол во светот е според мене доста солиден момент. Но не забравяйте дека многу од овие DeFi, би рекол, платформи, проекти и така натаму, многу често на крајот од секој, би рекол, bull циклус и altcoin сезона, многу често се случува да престанат да постојат. Земете го за пример Celsius, кој што беше исто така lending borrowing платформа со огромни APY и така натаму, значи стигнавме до што? До да не постои, до буквално да треба да врати еден куп средства, така да затоа не би се ограничувал да ги чувам овие проекти нормално откако ќе заврши овој bull циклус, имајте во тоа превид. DeFi проектите се оние кои што највеќе страдаат кога влегуваме во bear market поради намалувањето на интересот. Како и да е, за сега ААВ покажа дека навистина е сериозен играч во оваа сфера. Тоа е во однос на неговата апликација, нормално кога станува збор за дали други апликации од реалниот свет, нормално дека постојат, но не во крипто. Се разбираме, значи традиционалните финансии ви нудат да можете да нормално позајмувате, почнувајќи од банки до еден куп онлайн платформи, но пак ќе кажам, начинот на кој што тоа го прави крипто е сосема уникатен, каде што колатерал давате крипто, како позајми се добивате крипто, така да е доста, би рекол, поинаку за разлика од традиционалните финансии, но да, овие апликации и нормално институции од реалниот свет се доста голема конкуренција, но пак ќе кажам како се движиме кон DeFi, како се движиме кон трансферирање на централизираните кон децентрализирани финансии, доаѓаме во ситуација овие, би рекол, ентитети да бидат клучни играчи во следниот период. Тоа е во однос на првата точка, мислам дека е доста јасно, че станува збор за еден реален кандидат кој што од криптосферата му е конкуренција, за разлика од тоа нели во реалниот свет порано да не почнуваме да набројуваме, но како и да е, значи не е сериозна, би рекол, конкуренцијата. Овдека сега малку ќе поразговараме за неговата токеномија, каде што нормално зборуваме и за типот на блокчейн, и залика и така натаму. Значи само на кратко, зошто? Затоа што прво треба да представиме на сите оние кои што моментално го следат ова видео, дека Morpho нема свој блокчейн, односно истиот е ERC20 токен, тоа е Ethereum токен кој што се користи за потребите на оваа платформа за lending and borrowing, за позајмување. Така да генерално истиот со оглед на фактот дека нема блокчейн, целиот овој дел во, би рекол, нели, прашањата каде што разговараме за тип на блокчейн, целосно отпаѓа, станува збор за токен кој што се базира на блокчейнот на кој што е изграден во оваа ситуација на Ethereum екосистем. Така да овдека нема многу што да се зборува, сега ќе се вратиме повторно на самата апликација и ќе разговараме за тоа што представува Morpho. Така, значи ова е нивната страна morpho.org, додека вака изгледа нивната платформа, само да ви ја покажам. Еве. Значи ова е нивната платформа, има разлика. Значи страната е нормално, каде што може да видите што и како се случува самиот проект, додека платформата morpho.org/ethereum/earn, и сега овдека нели зависи каде сте, ви дава практично да позајмувате и да давате, така речено, за позајмица, односно да, би рекол, во оваа ситуација инвестирате. Сега, ако се вратиме на нивната основна страна, во однос на тоа кои се и што се, можеме да видиме дека они моментално тврдат дека имаат повеќе од 10,6 милиарди долари депозити. Тоа се депозити кои што се дадени како инвеститорски капитал за да биде, така речено, позајмен понатаму на оние кои што имаат потреба во криптосветот,
а додека околу 4 милиарди од овие 10,6 или 3,8 милиарди се позајмени, дадени во позајмица. Сега, овдека, значи, некои работи кои што можеме да ги забележиме околу тоа колку и што има во однос на DeFi секторот, нормално ќе го провериме on-chain, кога ќе стигнеме малку подоцна до DeFi Lama и до Dune. Сега сакам да објаснам во основа како функционира. Значи, една уникатна работа која што поседува оваа платформа е тоа што можете директно од вашите новчаници cold и hot wallet-и да позајмувате или да инвестирате без при тоа да ги практично депонирате вашите средства. Односно, за разлика од банките, каде што вие треба буквално да уплатите и да земете средства директно од банката, овдека вие влогот најголемите менувачици кои што моментално, односно се извинувам, волети и менувачици кои што моментално користат, можеме да имате се Bitpanda, Ledger, се овдека исто така Safe, имаш се уште еден малку поголем, само да ти секунда да се сврти на другата страна. Значи, ова се волети претежно кои што ви дозволуваат директно и Gemini, како што може видите, директно од вашата, би рекол, нели, сметка, кај нив или пак самиот волет, Trust Wallet е погледнете и сами, да можете да ги депонирате овие средства, например, доколку ви сакале да ги позајмите на платформата за истата да работи со нив, но не ги депонирате директно на неа, туку само ги заклучувате во така наречен Vault за истата да може да ги користи. Додека дополнително овдека постојат и друг тип на, би рекол, ентитети, тоа се куратори, тоа се посебен тип на, како што можеме да видиме, платформи кои што имаат своји lending and borrowing или било каков тип на финансиски бизниси, кои што ја користат Morpho апликацијата со цел да овозможат на сопствените клиенти преку сопствениот софтвер да можат да позајмуваат или да инвестираат во истата. Значи имаме клучна разлика кога станува збор за блокчейн волетите, вие не ги депонирате вашите средства, туку ги заклучувате во Vault. За разлика од тоа, преку овие куратори, односно овие апликации, они практично функционираат како мост за да може нивните клиенти да ја користат оваа апликација, што значи дека они мораат да ги депонираат своите средства кога станува збор за инвестирање, за депозит, така. Сега, еве како тоа изгледа, значи како моментално функционира кога вие практично од, да речеме, вашиот Ledger или од било кој од овие новчаници се обидувате да депонирате одредена количина на средства кои што потоа ќе бидат позајмени преку оваа платформа. Значи од вашите wallet-и, Ledger или Trust Wallet, вие практично депонирате USDC, кој што подоцна не се држи директно на протоколот, се разбираме. Значи тоа не се средства кои што ќе влезат во Morpho протоколот, туку ова се така наречени децентрализирани сефови, кои што може да бидат, како што можеме да видиме, држани од, пак ќе речеме, ентитети, чии што, пак ќе кажам, не ги поседуваат, туку ова е само децентрализиран сеф во кој што вие привремено ги депонирате вашите средства, пак ги заклучувате вашите средства, тоа исто како ги ставате по стейк, се разбираме. Но сепак се наоѓаат на вашиот wallet. Значи ова е само така речено safeguard, значи на некој начин осигурување дека вие нема да ги користите овие средства за нешто друго, додека во исто време се позајмени на протокол. Така, значи дека они се ставени како под стейк во овие сефови, што подоцна вие практично им дозволувате на Morpho како колатерал да ги користи во овие, би рекол, пулови, така, за позајмување во различни, би рекол, нели, комбинации, Bitcoin USDC, Wrapped ETH USDC, XUSDC и така натаму. Значи идејата е дека на тој начин вие помагате не директно преку депонирање, туку со заклучување како во стейк на Morpho да има ликвидност за своите пулови, каде што позајмува и нормално ги враќа назад овие. Тоа е како функционира моментално, би рекол, новчаниците. Ова е уникатно, ново, нешто што нас не инспирираше многу во однос тоа што ние сакаме да го направиме во иднина, но гледаме дека е возможно, е многу битно, каде што вие средствата не ги давате од вашиот новчаник, туку истите и понатаму остануваат во него, но се заклучени со цел да ги на некој начин позајмите друг да ги користи. За разлика од тоа имаме друга категорија на куратори, кои што како што можеме да видиме, директно во овие Vaults, така речено, учествува самиот куратор. Значи во оваа ситуација истиот има така речено како свој новчаник или сеф, се извинувам, во кој што средствата од неговите клиенти, значи овде ќе имаме различни типови на куратори, тоа ќе го погледнавме овде, само на кратко ќе отидеме да ги видите кои се истите. Значи овие, би рекол, компании или инвестициони платформи што и да се,
моментално имаат така речено своји волтс, односно сефови во кои што нивните клиенти ги депонираат овие средства, а истите подоцна се користат, како што можеме да видиме, во овие маркети, односно пулови на Морфо, каде што се позајмува нормално на оние кои што имаат потреба по зајмици. Значи, на тој начин функционира различно, како што можеме да видиме, секојдневните корисници, физички лица како нас, преку своите новчаници и кураторите. Со тоа што вака изгледа нивната платформа, каде што можеме да видиме дека е истата достапна на неколку различни блокчейни, нормално станува збор за Layer 1 и Layer 2, со тоа што овде ги имаме на Ethereum, Base, Polygon, Unichain, Katana и Arbitrum. Katana е сосема нова и Arbitrum тоа се основните блокчейни на кои што моментално функционира оваа платформа. Дополнително кога станува збор за новчаници кои што може да користите, ова се новчаниците кои што може, значи 480 замислете. Ова се сите новчаници кои што може да ги користите, има огромна количина, нормално овдека најдобро е да запишете кој ви е потребен и нормално ќе добиете соодветни информации дали стоите поддржан, со оглед на фактот дека имаме 480 различни новчаници, голема веројатност е дека и истиот и вашиот е интегриран овде. Сега, кога станува збор за Earn, сега овде ќе имаме еден многу интересен пример. Сеќавате кога зборувавме дека со посебен тип на стейкинг, зборуваме моментално кога со стейкинг практично вие добивате токени за тоа што сте направиле стейк, како во оваа ситуација, например, ако направите стейкинг во овој пул, сега зборувам наназад кога разговаравме за Ethereum и за Liquid Staking. Со Liquid Staking вие добивате wrap верзија на токени, на стейк, кои што понатаму може да ги користите за нешто друго. Така, значи овде ние имаме ситуација во која што можеме да видиме дека и за стейблкоините, и за големи коини како што се Ethereum и нормално Bitcoin, можеме да ги користиме второстепените токени, кои што подоцна можат да бидат користени по клиентите во lending and borrowing на оваа платформа. Со тоа што овдека е кој е кураторот и кои се практично колатералот кој што може да го користите. Сега во оваа ситуација зборуваме за Earn, односно да го депонирате. Погледнете. Значи овдека вие може само да најдеме некој што е малку попознат, да речеме. Значи ова се staked верзија на просто пример, значи овдека можеме да видиме дека на Yearn Finance, доколку сте овдека сте ставиле под стейк Ethereum, сте добиле Liquid Staking токен, тоа е WST-ETH, кој што сега може да го користите дополнително и покрај тоа што добивате за стейк на Ethereum некои 3-4%, овдека новаа платформа, доколку оставите овој Liquid токен за стейк, ќе добиете дополнителни 9,25% на годишно ниво, доколку дадете ликвидност на овој куратор, на овој пул. Сакам да ви покажам дека еве уникатноста на крипто, кога станува збор за DeFi, каде што овие коини, односно токени, кои што може да видите, например, овде ќе имаме некој коин SRUSD. Тоа е очигледно стейбл коин кој што е веќе ставен по стейк и овде го користите во форма на liquid коин, кој што второстепено го користите за, како што можеме да видиме овдека, за да добиете CBBTC. Тоа е дополнително биткоин кој што е негде ставен очигледно по стейк или така нешто и овде го користите второстепено во ликвид форма за да практично добиете дополнителен фи, да добиете дополнителна награда. Тоа е во однос со позајмувањето, каде што гледаме дека овдека станува збор за куратори. Чи нормално, кога станува збор за, како што веќе видовме, новчаници, тоа е директно кога ќе конектирате вашиот новчаник. Ова е доколку се обидувате тоа да го направите преку одредена, пак ќе кажем, организација или платформа. Верувам дека треба да имате и новчаник, треба да имате и профил, додека за разлика од тоа кога станува збор за овие опции, верувам дека тоа може да го направите директно со самиот Morpho, како што веќе објаснивме претходно, а додека кога станува збор за Borrow, овдека практично ви дава колку ќе биде количината на тоа што треба да го платите на месечно ниво. Односно тоа е каматата која што треба да платите за позајмување на практично ова добро, каде што колатерал е ова добро. И сега овдека вие треба да берете која од овие комбинации најаќе ви одговара, каде што нормално треба да го депонирате ова добро во одредена количина и ќе ви биде дозволено во практично овој процент, ако не се лажам, да позајмите од ова добро. Така да, пак ќе кажам, ова е, значи, колку треба да платите. Само да видам, мислам дека ова беше, не би требало да е волку високо, но ако не се лажам, ова е колку може да добиете во однос на колку ќе депонирате. Како и да е. Значи, ова е нешто што потенцијално ќе го направите сами кога ви е потребно,
ќе оберете, нели, ќе ви бидат дадени условите, ќе ви биде дадено се што треба да знаете за ваквата позајмица и ќе видите колку потенцијално треба да платите и колку потенцијално ќе добиете. Еве како пример, да речеме дека ќе ставиме 1 биткоин и да видиме колку ќе добиеме во, не знам што не ми дозволува да видам. Баш ме интересира за 1 биткоин колку потенцијално би ми дале. За жал не можам да добием, не ми дава да видам колку. Зошто не ми го дава conversion rate, се обидувам да разберам, не знам, како и да е, значи како што ви ти кажам, ова е каматата која што треба да платите, сега искрено не сум сигурен колку е процентот, значи кој што ќе го добиете од вашиот колатерал во позајмица. Значи не верувам дека е многу висок, би требало да биде некој 70, максимум 80%, па дури и тоа е високо, но како и да е, значи тоа е идејата, така функционира. Некој од вас ако сака да проба нормално, ако сака практично вашиот стейк Ethereum или така нешто да го искористи дополнително, можете да го ставите овде како колатерал и да добиете позајмица во одреден процент, кој што понатаму може да користите за некои други степени на DeFi. Накратко сега ќе зборуваме и за неговиот токен, односно зошто истиот се користи, зашто на крајот од денот треба да разбереме која е поентава да го имаме исто. Односно можеме да видиме дека основните причини поради кои што потенцијално би го имале овој коин, односно токен во вашето портфолио е прво voting power, односно ви дава начин да може да гласате за тоа во кој правец ќе се движи овој протокол. Сега ние овдека нормално го отворивме како изгледа нивниот форум, односно forum.morpho.org, каде што можете со количината на коини, односно токени во оваа ситуација што имате, да гласате за тоа како понатаму ќе се движи овој проект. Така да тоа е една од главните причини поради кои што потенцијално би го имале овој коин. Второ, можеме да видиме дека има некаков механизам на fee sharing, каде што овој фи кој што се наплаќа за позајмувањето, како што видовме, тоа е каматата која што вие наплаќаат за позајмицата, се дели со некој што има Morpho токени. Сега во оваа ситуација тоа е очигледно поврзано со стейкинг. Значи гледаме дека има стейкинг на Morpho, но јас не можев да најдам нигде каде се прави стейкинг на Morpho токен. Верувам дека за тоа што реално го немам конектирано, би рекол, мојот новченик и искрено малку сум скептичен да го правам тоа на секоја од овие платформи. Така да верувам дека да го конектирате ќе ви даде потенцијални опции за стейкинг, но како и да е, поминав преку така речено нивниот само секунда да најдам фи. Значи ова е нивниот white paper каде што поминав преку физ и на првата и на втората верзија, затоа што веќе има V2 на Morpho како проект. Нигде не најдов ниту спомнато дека има sharing на фи. Значи овде ќе има како се наплаќа фи, колку се наплаќа фи, од кого се наплаќа фи, но нема нигде објаснето за тоа дека има некаков тип на фи sharing и едноставно не може да најдам каде се прави стейк, зборувам директно на Morpho. Ако некој од вас има најдено, ќе ве замолам споделете го како линк и информација во самиот коментар на ова видео. Но до сега единствена работа која што успеав да најдам е voting. Значи единствена причина по која што потенцијално би требале да го имате овој токен е voting, односно гласањето на оваа платформа. За жал, дури ни физ како што можеме да видиме не се наплаќаат во овој токен, односно можеме да видиме дека истите се наплаќаат матично во она средство во кое што сте позајмили. Сега, тоа е интересна работа, значи навистина Morpho токенот нема некоја голема улога во целата оваа ситуација, иако би требало да биде централен дел од овој екосистем, но како што можеме да видиме, не може да најдем стейкинг платформата и овој fee sharing, дури на нивниот white paper нема информации за тоа како изгледа и како се прави. Ако имате повеќе информации, би ве замолил нормално да го споделите тоа со нас. Кога сме кај токеномија, во однос на тоа колку капитал моментално има заклучено на самиот, би рекол, протокол, погледнете, значи на 22 септември достигнаа неверојатни 8,5 милиарди долари TVL, Total Value Lock, на нивниот DeFi. Сега моментално се нешто помалку, околу 7. Од друга страна, еве како изгледа брейкдаун на овој капитал, кој што моментално е на самиот Morpho. Нормално, вкупната количина погледнавме на DeFi Lama, додека брейкдаун на Dune. Ова се децентрализирани тракери на практично капитал на DeFi секторот во крипто. Тоа што можеме да видиме дека најголем дел од најголемиот дел, како што можеме да видиме од овој капитал во некој скоро 6 милиарди долари е моментално на Ethereum.
околу 2,8 милиарди долари имаме на бейс и потоа во стотици милиони гледаме ова се layer 1, тоест layer 2 поголемиот, како што можеме да видиме дел, како што се Plume, Polygon, Unichain, WorldChain, Arbitrum, Katana, Hyper-VM и така натаму. Значи гледаме дека не е целата ликвидност на Ethereum, иако е на целиот Ethereum екосистем, истата можеме да видиме дека е распространета на многу различни layer двојки. Дополнително, кога станува збор за fees, верувале или не, на неделно ниво, замислете, и дневно ниво, значи погледнете која количина, тоест на неделно ниво, ова се свеки на неделно ниво, значи од 2 до некде 4-5 милиони долари на неделно ниво прави овој протокол. Само од fees. Значи од 2 во најслабите недели до 4-5 милиони во најдобрите недели, само од fees. И што можеме да видиме, се повеќе корисници на Morpho, почнувајќи од јули па наваму, се повеќе корисници од најразлични мрежи, како што може да видиме Ethereum, Base и така натаму на самиот Morpho и постојано нов all-time high, како што може да видите сами. Значи има голем интерес за овој протокол. Уште една интересна работа која што верувам дека е доста битна е фактот дека имаме сега, иако не можам да гарантирам за тоа кои се овие аудитори кои што моментално правеле аудит, односно проверка, тоа е финансиска проверка дека средствата во овој протокол се на место, дека се е во ред, со тоа што дури и репортите јавно може да ги најдете на оваа страна, многу лесно може да најдете страната, каде што можеме да видиме дека последното е направено во октомври, 29 октомври 2024 година, како што можеме да видиме во последна година нема, но тоест не е, гледате, малку подоцна има и ноември има, но 2025 година за жал нема нов одит, но како и да е, гледаме дека буквално претходно на секои 3-4 месеци имаме правено одит на така речено финансиската работа на овој ентитет. Сега тоа е пак ќе речем малку жално што немаме во 2025 година. Пак ќе речем контролата мора да биде постојана затоа што многу малку време е потребно за злоупотреба на овие средства. Тоа е во однос на токеномијата, да, само секунда и во однос на распределбата на средствата. Значи во однос на распределбата на средствата ние имаме 331 милион така речено Morpho токени пуштени во употреба, а 1 милиарда вкупно на нивниот vesting schedule. Со тоа што нивниот vesting schedule моментално изгледа вака, иако не е точно одреден, значи од она што можеме да го видиме, досега голем дел од овие strategic partners од самиот почеток веќе земале дел од токените кои што требало да ги земат досега и вкупно само 22%, тоест 23% само од вкупната количина на овие токени се пуштени во употреба. Тоа што гледаме дека поголемиот дел од нив допрва ќе бидат пуштени до 2027 година декември. Но една позитивна работа е фактот дека големите unlocks почнуваат дури во погледнете декември, јануар 2025-2026 година, значи дека во следните неколку месеци скоро и да немаме unlocks, односно пуштање на нови токени во пазарот од страна на Morpho. Тоа е доста позитивно, што значи дека до крајот на овој бул, кој што очекуваме да заврши негде во декември, јануар 2026 година, нема да имаме големи количини на дамп на токени во однос на founders, strategic partners, DAO нема да биде проблем очигледно, но овие founders и strategic partners може или early contributors може да направат голем проблем со дамп на коини на пазарот. Дополнително кога станува збор за за токенизација, за токеномија и децентрализација, можеме да видиме дека еве како изгледа во однос на тоа колку ова е би рекол повеќе и децентрализација на самиот проект. Значи погледнете сами, моментално затоа што за жал оваа страна во однос на тоа колку се најголемите 100 новчаници, колку голема количина на токени поседуваат, гледаме дека моментално е за жал се уште не функционална, гледаме дека нема информации. Единствените информации кои што успеаваме да ги најдеме во однос на негова децентрализација се од CoinMarketCap, каде што можеме да видиме дека 80% од моментално пуштените коини во употреба се во рацете на топ 10 новчаници. Што значи дека ова што моментално гледаме овде како vesting schedule и погледнете, значи оваа категорија на strategic partners моментално поседуваат околу 80% од вкупната количина на пуштени токени во употреба, тоа се 331 милион. Тоа е доста голема централизација
и реално очекуваме дамп да направат кога потенцијално цената би се придвижила нагоре, а гледаме дека останатите, значи пак ќе речем незначителни 20% нема да направат некоја голема разлика, но како и да е, знаете како во оваа ситуација останува на вас дали ви се допаѓа проектот, дали ќе ризикувате. Голем скок на цената дефинитивно ќе ги натера овие луѓе да продадат, затоа што погледнете. Они го имаат овој токен уште од април 2025 година, а верувам дека неговата цена била многу поинаква во тој период. Еве да погледнеме, значи еве кога. Значи овде кога ги имале токените на најниската можна цена и биле доделени токените и замислете сега цената од тогаш. Односно моментот кога истите им биле доделени, цената се дуплирала до сега, а очекуваме дека потенцијално ќе продолжи со истиот терк, со тоа што моментално имаме испаѓање од оваа, би рекол, канал формација, но нормално ова се повеќе и повеќе изгледа како стандардна cup and handle формација во овој иницијален bear тренд, со тоа што знаете и сами ова се коини кои што се во прв bull маркет, нивниот маркет кап е доста мал, значи станува збор за микропроект со помалку од 1 милиарда долари во маркет кап, тоа се само 548 милиони, а замислете има повеќе од 8 милиарди total value locked. Така да ви кажува дека навистина има потенцијал овој проект за движење нагоре, со тоа што пак прв bull маркет, значи имаме претходно немало нели bear маркет во кој што потенцијал луѓето би правеле продавање на коини купени во претходниот циклус. Тоа е крајно позитивно. Во однос на овој циклус сме доста рано, значи овој, како што може да видиме, чарт има многу мала, би рекол, историја за да можеме да го анализираме соодветно, но како и да е, значи RSI се наоѓа на 49, сток RSI се наоѓа на 28, значи веќе е на границата за препродаденост. MACD моментално во надолен тренд, но пак ќе напоменам, макро очекуваме дека после завршувањето на септември целиот пазар ќе се придвижи во нагорна линија и затоа очекувам дека ова што гледаме овдека е вториот дел од корекцијата на bear трендот, а тоа е хендл, односно на ова шолче рачката која што потенцијално ќе предизвика завршување на овој bear тренд и почеток на нов bull тренд. Со тоа што нема да разговараме нешто посебно за мети, затоа што ова се нови проекти кои што многу пати сме кажале дека можат да достигнат едноставно премногу високи мети. И овие, да речем, стандардни четврта мета од FIB, најчесто се многу пати надминати, но како и да е, чисто за почеток, негде околу $13 е стандардната мета од претходниот all-time high до ова локално дно за потенцијалниот следен скок. Тоа е во однос на техничката анализа. Сега знаете како и секогаш на кратко, само проверуваме дали случајно има нешто во овие, да речем, би рекол, нели, платформи, значи гледаме дека нема ништо во однос на real world asset токенизација. Кога станува збор за Arkham, една работа која што успеавме да потврдиме е фактот дека овие 677 милиони кои што моментално ни фалат во 331 милион токени пуштени во пазарот се буквално на сметката на самиот Morpho, што значи дека овдека Arkham Intelligence ни помага да ги лоцираме, односно дека се под локинг механизам, односно се во, да речем, заклучени во самиот Morpho протокол. Така да тоа е позитивно. Останато можеме да видиме дека во однос на, погледнете колку големи количини на средства имаат, значи во однос на TVL, погледнете, се негде околу 6,6 милиарди депонирани средства, како во CBBTC, Wrap Bitcoin, ова е Stake Bitcoin и така натаму, значи големи количини на средства заклучени на оваа платформа. И за жал немаме информации кога станува збор за развој, затоа што пак не е реден, нормално. Затоа и немаме информации за тоа колку се развива самиот проект и дополнително немаме информации за тоа колку девелопери работат на истиот. Овдека на кратко ќе поразговараме и во однос на најновите вести кои што ги има самиот проект, а тоа е делот со фундаменталната анализа, каде што споредуваме дали има нови вести, дали има партнерства, менувачници на кои што е достапен и поврзано со кривични и судски случаи. Во однос на менувачници, тоа можеме да го најдеме на CoinGecko, каде што само секунда да видиме. Еве, овдека на крај. Значи BitGate, IO, Bybit, Coinbase, значи најголемите менувачници, како што можеме да видиме, го има достапен, Kraken, очигледно, и очекувано е со оглед на фактот дека има голема ликвидност, значи и на дексовите можеме да го најдеме, како што можеме да видиме, значи е доста достапен.
Во однос на вестите, најновите вести кои што успеавме да ги најдеме, прво е Gelato, посебен тип на блокчейн кој што со Morpho заедно го овозможува она што го зборувавме претходно, врската каде што не морате да ги депонирате вашите средства, а преку блокчейн можете сепак да ги позајмите, а при тоа да бидат на вашиот новчани. Така да Gelato со својот Software Development Kit и во оваа ситуација самиот протокол на Morpho ви дозволуваат за non-custody. Значи, ова идејата е дека без да го дадете вашиот капитал под туѓо старателство, вие можете да го позајмите и да добивате нормално соодветна награда за тоа. Значи, ова е доста интересно. Тоа е на некој начин надграбата која што дозволува овој протокол да може да го прави тоа што го прави. И втората верзија на Morpho излезе пред само некој месец во јуни, каде што за разлика од првата која што е директно корелирана и пак би рекол контролирана од пазарот во однос на fees, значи самиот пазар регулира колку ќе бидат, да речам, APY, односно колку ќе добиете како награда, како и колку ќе платите како би рекол, нели, камата за тоа што се позајмиле, во однос на колку е поборувањето. А додека за разлика од тоа во втората верзија ќе може да се направи фиксно позајмување и фиксна камата. Ова е нешто што до сега реално е, пак би рекол, многу ретко се наоѓа на пазарот, значи скоро и да не постојат кредити со фиксна рата, значи најчесто сите се динамични. И во оваа ситуација како го прават тоа, многу интересно, значи прават така речено, кој што успеав јас да разберам, леџер во кој што ако вие имате одредено средство и сакате да го позајмите, вие ги поставувате условите во втората верзија на Morpho, каде што велите, јас имам еден Ethereum и сакам да го поземам за 5% камата на одреден, да речем, нели, должник во оваа ситуација. Нормално и обратно, доколку вие сакате да позајмите нешто, велите јас сакам да поземам еден Ethereum за 5%, така да во оваа ситуација на овој леџер вие практично се наоѓате со другата личност која што ја одговараат овие услови и на тој начин се ствара така речено должничко доверителен однос со фиксни каматни стапки. Ова е нешто многу интересно и многу уникатно. И последната вест која што имаме е соработката со Coinbase, каде што Coinbase моментално сите USDC стейблкоини кои што ги има на својата платформа им е дозволено и на апликацијата Coinbase да бидат дополнително и покрај тоа што се во стейк, пример, ставени на Coinbase, дополнително да бидат користени за дополнителен стейк на самата Morpho платформа. Значи ова е тоа што го зборувавме, liquid staking, каде што вие ги ставате USDC на стейк, а дополнително можете второстепениот токен да го користите на Morpho за дополнителен стейк до неверојатни околу скоро 11% од двата протокола. Тоа е прилика се што имавме, само на кратко ќе поминеме, значи веќе зборувавме за апликацијата, објасниме што се случува со истиот коин. Во однос на зрелост на пазарот и roadmap, тоа го оставаме најчесто за второто видео, како што може видите, ова е многу нов протокол, скоро и да нема што многу да се зборува за истиот кога станува збор за зрелост и активен roadmap. Техничка анализа направивме, фундаментална анализа објаснивме, нема кривични судски случаи, тоа е крајно позитивно за него, останатото веќе го објаснивме во овој дел. Токеномија разговаравме детално околу овој дел и децентрализација покажавме за жал многу малку потатоци имаме околу сето тоа. И за крај како и секогаш, значи на оние кои што потенцијално го следат нашиот канал, би ги замолил доколку им се допаѓа ова што го работиме, да ни помогнат со тоа што ќе станат дел од нашата Patreon заедница, нашиот приватен форум, а при тоа во оваа ситуација со оваа мала чланарина, каде што ќе може да комуницирате со нашите членови, ќе ни помогнете финансиски да го одржиме нашиот канал и да го разградиме уште повеќе, да го надградиме за македонската нација. Дополнително за оваа мала количина на средства кои што ги уплакете во чланарина, добивате пристап до нашите чатови, каде што сите наши активни, како што може видите, членови помагаат многу со своји информации, своја едукација, добивате директни пораки до нас, кои што ние ги одговараме еднаш дневно, добивате едномесечен лайвстрим кој што е наменет само за нашата Patreon заедница и сите материјали како овој пример кои што се снимени офлайн, прво ги доставуваме до нашата Patreon заедница, а потоа може да ги најдете и на нашите стандардни канали. Со тоа што дополнително за оние кои што потенцијално нови и оние кои што сакаат потенцијално да ја обноват својата годишна чланарина, тоа може да го направат со следење на инструкциите на овој постер со 30% попуст на годишно ниво со уплата во крипто. Само следете ги инструкциите на овој
постер и ќе ви испратиме линк за годишно членство. Ви благодарам на поддршката, се надам ќе продолжите и понатаму да следите нашата програма и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Ќемиџе.